Со нов асфалт и обновена подземна инфраструктура, две улици во штипската населба Сењак денеска добија комплетно нов лик. Станува збор за улиците Дуго село и Митрашинска, на кои жителите претходно имаа проблеми со водоснабдувањето и дотраениот асфалт. Штипскиот градоначалник Иван Јорданов на денешната пресконференција најави дека уредувањето ќе продолжи во наредниот период, но посочи дека зголемените цени на нафтата и материјалите може да влијаат врз динамиката на реализацијата. Доаѓаме во населба Сењак. Овде се врши асфалтирање на две улици, асфалтирање на улица Дуго село, која претходно темелно се реконструираше со промена на подземната инфраструктура, на водовод и канализација, а денес се нанесува и асфалтна маса, и улица Митрашинска, која се наоѓа во непосредна близина на улица Дуго село, и со тоа го заокружуваме денешното асфалтирање. Морам да напоменам дека во агендата и во предвидениот план за работа се ставени и други улици кои ќе бидат истретирани и засфалтирани во периодот кој што следи. Она кое што пред нас ќе биде како предизвик е ценовните покачувања на материјалите со кои што се врши практично асфалтирање, покачувањето на цената на нафтата и цената на чинење на асфалтната маса е предизвик кој верувам дека ќе влијае на динамиката на работа, но посакувам сето она кое што го имаме предвидено во планот за реализација на и програмата за работа да биде завршено. Во деновите пред нас Јорданов најави и активности за трасирање на нова сообраќајница, која практично треба да поврзи две постоечки сообраќајници. Станува збор од населбата Каваклија до кружниот тек кај порта Пролет во Штип. Денови веќе започнат на активности за трасирање на една нова сообраќајница, која практично треба да поврзи две постоечки сообраќајници. Тоа е сообраќајница која ќе се поврзува од населбата Каваклија до кружниот тек кај порта Пролет. Со тоа верувам дека ќе се овозможи побрз проток на возила, подобра комуникација и така и ќе продолжиме, затоа што и покрај предизвиците и покрај ценовните шокови, сепак општината е овде за да ги обезбеди потребните средства за реализација на годишниот план за работа. Ова кое што денес се изведува, изнесува нешто помалку од 1 милион денари средства предвидени од буџетот на општина Штип, од парите на граѓаните за тековно одржување и реконструкција на она кое што е предвидено во планот за работа. Јорданов дополнително истакна дека она што е предвидено во планот за работа ќе биде завршено, бидејќи како што кажа граѓаните тоа го заслужуваат. Локалната самоуправа вели максимално ќе се потруди со сите средства, со цел одржување на тековната и постоечката инфраструктура, како и создавање на нова.